Господине Дејан, колку сте горди на спортистите во Македонија? Дали они се можеби новите генерации, се можеби иднината на спортот во Македонија? Да, дефинитивно, особено на спортист како што е Бобанче, кој што има такви успеси не само во Македонија, туку и и во светски рамки, особено не прави горди, посебно тоа што Бобанче е дете кој што е родено и пораснато во аеродром, како општина имаме чест да го имаме како лик, како спортист токму тука во нашата општина и со на се што го прави, што вложува во спортот, дефинитивно има голем напредок и успех. Така. Која јавна личност од македонската естрада би сакале да ви биде асистент барем на еден ден? Не сум размислил како прашање јавна личност. Не можам да одговорам. Никој од пеачите, можеби од пеачките, од глумците? Па има повеќе, не би можел да одберам еден, не знам, не можам да одговорам. Дали имате омилена песна што ја пеете во автомобил кога сте заглавени во гужвите низ аеродром? Најчесто тоа што е во моментот на радио, најчесто слушам македонски песни, така да било која македонска песна. Која е според вас најстилската политичарка или најстилски политичар кај нас? Политичарите не ги гледам врз основа на стилот кој што го негуваат, повеќе врз основа на тоа што го работат. Не би сакал да издвојам во однос на стилот, меѓутоа во однос на квалитетите и она што го работат, секако има повеќе политичари. Вие што носите на работа кога знаете дека во тој ден немате состаноци, дали нешто класика или нешто можеби малце по-кежуал? Нешто по-кежуал, обично гледам да сум во поспортска варијанта облечен, имајќи предвид дека дел од работата ми е на терен, така што полесно се снаѓам така. Така. Дали никогаш сте добиле моден совет од некој од вработените во општината и дали сте го прифатиле? Да, не ретко знаат да искоментираат дека некој за одредена прилика треба нешто. Најчесто тоа дека сум премногу спортски облечен, можеби треба да видам по официјално облечен. Така. Кој дел од аеродром мислите дека е најдобар за селфи, за да се представи аеродром во вистинско светло? Има повеќе, на пример од железничка према аеродром е одлична локација, паркот на авионче исто така, делот спроти кулите на Джевер исто така е одлична локација, така да повеќе локации постои. Ако градоначалникот беше диџеј на еден ден, која прва песна би ја пуштил? Македонско девојче. Да, зашто? Па е нешто што не осликува нас, што е символ за нас. Така. Какви се политичарите по дома, ако може да ни откриете? Зависи од денот. Како татко, како сопруг, по дома како секој нормален, така да редовно си го бавам во врските кои што се дома, така да како секој најнормален човек. Ако не би биле политичар, во која јавна личност или во која јавна професија би ја правеле и би се занимавале? Право, дефинитивно тоа сум студирал, така да би бил најверојатно адвокат. Така, никоја јавна личност во која што би сакале да се претворите? Немам вака размислувано. Добре, ви благодарам. Фала ви многу.